Почитувам председателя на Собранието, почитувани пратеници, почитувани членови на влада овде присутни, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Врз основа на членот 94 од Уставот на Република Северна Македонија, како председател на владата доставив предлог за разрешување на членови на владата. При тоа сакам да се заблагодарам на констатацијата на парламентот истовремено и за прифаќањето на оставките на дел од досегашните министри во владата. Предлагам пратениците на Собранието да ги разрешат од должноста господинот Хазби Лика од функција заменик председател на владата задолжен за спроведување рамковен договор и политички систем, Драган Тевдовски од функцијата министер за финансии, Суихил Фазлиу од функцијата министер за локална самоуправа. На сите нив, на министрите кои што поднесоа оставка и на министрите за кои што доставих предлог за разрешување, им се заблагодарувам за нивниот придонес во работата на владата и им посакувам успех на личен и на професионален план. Истовремено им благодарам што им служеа на граѓаните и на државата. Сакам да искористам истовремено денеска приликата пред да дадам малку подетално образложение за потребата од измената на составот на владата, да дадам и коментар за предлогот за именување за министер за финансии, користејќи потребата предлог за разрешување на министерот за финансии. Уставот, членот 89, став 5, вели функцијата председател на владата и министер е неспојива со вршењето на другите јавни функции и професии. Уставот дозволува премиерот да биде и министер. Истовремено и законот за влада тоа го дозволува. Но дефинитивно тоа што го истакна опозицијата и тоа што го истакнува веќе антикорупцијска комисија и еден дискурс или дебата во нашето општество ми дава за право да му соопштам на Собранието дека дадов налог на кабинетот да пушти предлог за повлекување на кандидатурата моја, односно Зоран Заев за кандидат за министер за финансии. При тоа, секако Уставот тоа го дозволува и законот тоа го дозволува. Законот тоа го дозволува и Уставот тоа го дозволува, на кога е отворена дилема и дебата, власта, премиерот и сите треба да ја слушаме и опозицијата и телата како што е антикорупцијска која што не расправала, но испрати сериозна порака преку својата дискусија, истовремено и експерти во јавноста, така да формализацијата на ова работа министер за финансии да ја извршува функцијата актуелниот премиер, ја тргнаме од дневен ред, ја повлекувам и најавувам дека согласно овластувањата кои што законот за влада ги дава, ќе раководам со Министерството за финансии до избор на министер, која што истовремено членот 11 од законот тоа го возможува, но секако представува и почитување на законските прописи во државата. Од тој аспект, честно е да го информирам и парламентот, и граѓаните, и стручната јавност во врска со ова прашање. Почитувам председателя на Собранието, почитувани пратеници, дозволете ми во неколку реченици да ја образложам потребата од предложената измена во составот на владата на Република Северна Македонија. Зад нас се 2 години работа на оваа влада. Веќе далеко зад нас е длабоката политичка криза, која надминавме со неопходните длабоки сериозни реформски процеси, за да го надминеме констатираното заробено општество и да ја вратиме довербата во институциите и демократскиот амбиент. Имаме што да кажеме на прашањата каде бевме. Имаме одговор каде сме сега. Ја гледаме јасно идината на нашата држава, имаме темелен акцијски план за да ги остваруваме чекор по чекор посекуваните европски стандарди во сите сфери од интерес на граѓаните, од интерес на нашето заедничко општество. Наша одговорност беше да го решиме отвореното прашање кое загрозуваше иднината на нашата земја. Претходно постигнавме договор со пријателска Република Бугарија и отклонивме повеќе од 1 деценија отворено прашање за нашата земја, кое што беше загрозувачко прашање и за пријателството, но секако и за нашите интеграцијски процеси. Ја презедовме одговорноста и го решивме спорот, односно постигнавме договор со Грција. Наша одговорност и должност беше да го зачуваме идентитетот македонски. Го зачувавме и го потврдивме и го зајакнавме. Еднаш за секогаш македонци и македонски јазик
се впишуваат во ризницата на светските народи и јазици и никој повеќе нема дилеми, никој повеќе тоа не го оспорува. Заедно со албанците, турците, србите, власите, ромите, бошњаците и сите други избравме иднина наместо неизвестна и безсмислена изолација. Меѓународната заедница го препозна тоа, ни одаде признание, не препознаа како рамноправен партнер, како фактор во регионот, во Европа и во светот. Оваа година го добивме најпозитивниот извештај досега откако сме држава кандидатка за членство со чиста и безусловна препорака на Европската комисија за почеток на преговорите за членство. Сработивме многу и имаме резултат. Тоа е секако заслуга на сите граѓани, граѓански организации, парламентот, владата, општините, на власта и на опозицијата. Силно веруваме дека заслужуваме одлука и доверба, што Европската Унија ќе ја донесе врз основа на сите наши заеднички заслуги. За само 2 години системот го обновивме од внатре во самите институции. Имајќи го тоа во предвид, како председател на владата, во име на владениот состав, јас можам да изразам задоволство од постигнатото. Може би имавме намера да постигнеме и многу повеќе. Работиме согласно околностите во кои се најдовме или во кои се наоѓа Република Северна Македонија. И уверувам граѓаните дека сме на вистинскиот пат, се движиме во добра насока и во тоа ќе бидат уверени сите граѓани на нашата земја. Впрочем, и досегашните резултати тоа и го потврдуваат. Почитувам председателе, господине Џафери, почитувани пратеници, економските мерки даваат резултати. Резултатите се видливи. Растот на бруто домашниот производ во првиот квартал изнесува 4,1%, што е највисокиот квартален износ на раст во последните 2 години. Има разлика, ако знаеме дека оваа влада доби во наследство регреција и рецесија, односно негативен тренд од минус 1,8%. Од овие бројки паѓаат во вода сите обвинувања дека нема напредок во економијата. Конечно стигна и кредитниот рейтинг од агенцијата Fitch, каде што после 13 години имаме зголемување од ББ на ББ+ со одржлив раст. Процесот за подпишување на протоколот за пристапување во НАТО, како и кристалната, чиста, безусловна препорака за отпочнување на преговорите со Европската Унија, се исто така признание за нашите економски политики, но и силен поттик да продолжиме во таа насока. Економијата е ослободена, стопанствениците ги чувствуваат позитивниот бран на промени, ги прифатија мерките од политиките за економски раст и резултатите се видливи. Минатата година имаме 737 милиони долари странски директни инвестиции, кои што во споредба со 205 милиони долари во претходната година се за 260% поголеми во споредба со просекот од претходните години, или за 2,5 пати поголеми од просекот од последните 7 години. Како резултат на позитивната економска клима, на интензивниот економски раст, значително се раздвижи и пазарот на трудот. Невработеноста се намалува со брзи стапки. Државниот завод за статистика соопшти дека невработеноста во првиот квартал е 17,8%. Тоа значи намалување на невработеноста од 4,8% во изминатите 2 години. Во реалните работни места е и решението на овој проблем. Отворени се 42.522 нови работни места. Само во еден квартал имаме пат од 1,6% или 17.600 нови работни места. И при тоа секој заборава да го искоментира многу значајниот факт заради дебатата во јавност. Според истиот завод за статистика, вработливоста на граѓаните е зголемена за повеќе од 35.000. Ако биле 948.000, сега се 985.000. Така да и податокот за миграција и кубењето на коси за драматично заминување од државата не е всушност така. Откаде се овие бројки? Откаде се зголемува вработливост? Овде покрај вработените, покрај активните баратели на работа, секако е и показ и доказ дека се генерира нови баратели на работа. Вкупната вработливост во државата е порасната за 35.000.
Изволте нека го анализира јавноста целиот овој податок, за да не се прават вакви драми во делот на миграцијата. Да, таа постои, треба да работиме да ја спречиме, но дефинитивно економските резултати и те како имаме да ни бидат силна основа за демотивација за заминување на младите луѓе надвор од државата. Со секој нов месец бележиме пораст на платите во споредба со истиот месец од претходната година. Реализацијата на економските проекти носи придобивки за сите. Нови инвестиции, нови подобро платени работни места, повисок технолошки развој и внесување на иновациите, што значи и повисока конкурентност на нашата економија. Нашата цел е Северна Македонија, која веќе се препознава како светол примор, да биде земја на просперитет со европски вредности, каде достојно се живее. Верувам дека сите ќе продолжиме да работиме во полза на постигање на таа кауза и на тие вредности. За да го задржиме ова темпо, но и да тргнеме со цврсти и сигурни чекори во исполнување на оваа цел, ја прогласивме 2019 година за година на економијата. Во таа насока ќе ги активираме сите перформанси. Индустријата расте за 8,8%. Извозот е пораснет за 16,5%. Растат буквално сите проценти и на плати и на приходи кај граѓаните. Намалена е невработеноста за 5%, трговијата со соседите зголемена помеѓу 10 и 25%, сите индикатори покажуваат дека сме на вистинскиот пат и треба да продолжиме сите заедно токму во тие насоки. Секако следуваат храбри решенија, храбри одлуки за дополнителни придобивки за сите граѓани во социјалната сфера, во делот на земјоделието, на платите, во пензиите, во мерките од оперативниот план за нови работни места и така натаму. Ги решивме големите интеграцијски прашања. Сега фокусот е на поагилно менеджирање на финансиските ресурси на државата. Она што е важно на 1 јули да почне враќањето на данокот на додадена вредност за физичките лица, односно за граѓаните. Од овој проект за уште еден канал отвараме за враќање на парите кај граѓаните и од тој проект никој не губи. Сите добиваат и треба сите да го поддржиме. Ова е проект од кој граѓаните и државата само ќе добијат. Барам од парламентот и замолувам ако може да се усвои законското решение за да стартуваме со овој проект порано. 50 милиони евра ќе се вратат пари кај граѓаните, подеднакво како приматели на фискална сметка. Ако биде успешно првото полугодие, бројките ќе растат до 70, па и до 100 милиони евра. Тоа е дополнително враќање на парите кај граѓаните. Сега наша главна задача во идниот период ќе биде и порастот на платите. Платите растат за 6,6%, но не можеме да бидеме задоволни. Има и недостаток на квалификувана работна сила и треба да продолжиме во тој правец. Ќе преземеме одредени конкретни храбри чекори, што дефинитивно ќе направат квантен скок или подобар амбиент за севкупните плати во нашата земја. Верувам дека до крајот на годината ќе имаме доволно и финансиски капацитети за да ги покачиме и пензиите од почетокот на 2020 година. Капиталните инвестиции се исто така многу значени. Вториот квартал е поприлично успешен за разлика од претходните квартали и фокусот и вниманието ќе биде да создадеме механизми за уште поголема реализација на капиталните инвестиции за да ја поддржиме економијата, затоа што ова е директно поддршка и на економскиот стандард на граѓаните. Почитувам председателя, почитувани пратеници, во новите предстојните реформски активности во реализацијата на големите одлуки што стојат пред нас, ја прошируваме и партиципацијата со нови репрезенти од партиите на коалицијата што ја формираа владата. За 2 години ова е втора поголема реконструкција на владините структури, вклучително со промените што ги предлагаме денеска. Досега се направени разрешување и именувања во 8 министерства. Идниот владин состав ќе има исто така едно министерство помалку. Останувам на мојот став дека јас на луѓето во владата не гледам како на луѓе од СДСМ, од експертската сфера, од граѓанскиот сектор или од било која друга партија. Гледам на нив како на луѓе кои треба да испорачат резултати. За мене највисок критериум е колку нивната работа прави позитивна разлика од претходните политики, дали перформансите на институцијата со која раководат
е промената на подобро во интерес на граѓаните. Носителите на јавните функции мора да испорачат резултати со кои се подобруваат животот на граѓаните и во тие рамки ќе се движат размислувањата и одлуките за предлозите за разрешување и именувања кои што се доставени до собранието. Благодарам на сите што ме изслушавте и останувам посветен да одговорам внимателно на сите ваши прашања. Благодарам.